Преминуваме на друга тема. Монографијата Тестаментот на македонското наследно право представува сеопфатна анализа на тестаменталното наследување во позитивното законодавство на државава, во кој авторот професор доктор Ангел Ристов ги обработува сите значајни теоретски и практични прашања поврзани со тестаменталното наследување. Професоре, добро утро. Добро утро. Монографијата е нешто ново, убаво, интересно, поврзано со правото и со тестаментот, затоа би сакал да почнеме прво со прашањето колку ние, како граѓани, го познаваме нашето тестаментално право и колку имаме традиција во Македонија да пишуваме тестаменти, да оставаме тестаменти. Правниците и пошироката правничка јавност добро го познаваат тестаментот како израз на последната воја на завештателот со која што тој располага со својот имот за случај на смрт. Меѓутоа, обичните лаици кои што не се запознати многу со правото, значи не ја познаваат неговата содржина, неговото значај. Имајќи предвид дека во минатото, особено во периодот на социјализмот, на тестаментот се гледаше како на еден буржоаски реликт, во време кога приватната собственост беше ограничена, многу малку екзистираше и постоеше тестаментот. Во последниве 3 децении веќе имаме покачување на бројот на тестаменти, граѓаните се распрашуваат, стануваат свесни и почнуваат да го планираат своето наследство. Животот има почеток и крај, ако ќе дојдат оние години според Евростат некаде од 70-тите години, граѓаните почнуваат да размислуваат како да го поделат мачно стекнатото свое наследство на своите најблиски. Токму тестаментот представува актот преку кој што најискрено се изразуваат чувствата, добрите односи, но и лошите односи на завештателот со неговите најблиски лица. Оние кои што се грижеле за него, внимавале на него, на неговото здравје, се однесувале со почит, ги наградува, оставајќи им дел или целото свое наследство, додека пак оние кои што не се грижеле, не воделе доволно сметка, ги казнува или едноставно ги игнорира, не спомнувајќи ги во тестаментот. Сепак граѓаните треба да знаат дека можеби најголемиот проблем зошто тестаментот изостанува во нашата пракса е правото на нужен дел. Правото на нужен дел е одреден дел од оставината со кој што завештателот не може слободно да располага по своја волја и токму тоа е причината поради која што голем број на граѓани го избегнуваат тестаментот, одлучувајќи се да направат договор за подарок во најразни варијанти или пак договор за доживотна издржка или договор за отстапување на имот за време на живот. Професоре, колку во монографијата укажувате и на слабости во законските решенија, бидејќи сведоци сме, конкретно имавме и некои случаеви, ќе споменам музејот, например, на Есма Реджепова остави тестамент, меѓутоа со години пропаѓа, целиот е ограбен, внатре нема ништо од се она што го остави Есма Реджепова таму. Затоа би сакал малку да позборуваме и околу слабостите во законските решенија и колку оваа книга може да ги насочи луѓето, обичните лаици, како што кажавме, во правилна насока на изготвување на тестаменти. Ова книга е од исклучително големо значење за граѓаните, затоа што во неја се опфатени сите значајни прашања од поимот, па формите на тестаменти, содржината, начинот на чување, од повикување на тестаментот, се оно што ги интересира граѓаните поврзано со тестаментот, па дури и практичните образци, примери да видат како изгледаат своерачен тестамент, како изгледа судски тестамент или тестамент составен во форма на нотарски акт, може да го најдат. Таа е од исклучително големо значење, значи за пошироката правничка јавност, за судиите, за адвокатите, за нотарите, за извршителите. И од тука таа ќе биде од голема помош не само за граѓаните, затоа што повеќе од речиси 3 децении немаме никаква литература, никаква книга или монографија посветена на тестаментот. Дотолку повеќе ова се однесува и генерално зборено и за приватното право. Граѓанското право е срцевата комора во правниот систем, која што граѓаните секојдневно стапуваат во најразноразни граѓанско-правни односи без да бидат свесни за тоа. За жал, нашиот законодавец и нашата држава со години па и децении го има заборавено приватното право и недостасуваат бројни реформи. Токму во делот Делеге Ферендова монографија се предвидуваат повеќе предлози за нови форми на тестаменти, се со цел граѓаните да имаат поголем избор при идните измени и дополнување на наследно-правната регулатива, да се одлучат да состават нотарски тестамент, да состават писмен тестамент пред сведоци или познат уште како адвокатски тестамент и исто така да состават
таен тестамент. На тој начин сметаме дека ќе помогнеме во овие тешки околности, во тешки услови на една морална криза, да помогнеме граѓаните самите кои што ќе одлучат да состават тестамент, да ги мотивираат наследниците повеќе да се грижат за старите изнемоштени родители, затоа што свесни сме дека младината ни се иселува, се поголем број на граѓани во поодминати години остануваат самите на себе. Токму тестаментот е една разумна алатка врз основа на која што тие ќе можат да ги мотивираат наследниците повеќе да се грижат за нив, знаејќи дека за возврат ќе добијат дел или поголем дел од наследството. Така. Уште еднаш да резимираме, ова е пионерски потфат во ова област на правото, важна монографија и за обичните луѓе, кога велам обичните, кажувам за оние кои што не се правници. Што не се занимаваат со правото. Да, важна, кажавме и за судиите, за нотарите, бидејќи внатре има доста практични и теоретски решенија како поддршка. Така, значи монографијата изобилува и со богата судска пракса, имајќи преди дека повеќе од речиси 3 децении нема никакви измени во сферата на наследувањето, тука се јавуваат голем број на правни празнини. Така. И токму овие правни празнини ние како наука ги надополнуваме во рамките на книга 5 наследно-правни односи, каде што се предвидуваат бројни реформи, а се во интерес на граѓаните. Да се надеваме дека законодавецот конечно ќе се сврти кон граѓаните и овој значаен проект за државата и за граѓаните конечно ќе биде остварен во периодот кој што доаѓа. Добро е што преку монографијата ја отворивте темата тестаментално наследување, бидејќи чинам барем и мојата лична перцепција е таква, верувам ќе се согласите, помалку изминативе години се зборуваше јавно на оваа тема, да се даде насока на граѓаните што се ова значи. Граѓаните пред да одлучат да планираат за своето наследство, тие добро се распрашуваат. Се распрашуваат кај пријатели, блиски правници, кај адвокати, кај нотари, и на крајот одлучуваат дали ќе располагаат со договор за дар, дали ќе располагаат со договор за доживотна издршка, дали тоа ќе биде формата на тестаментот. Но пораката до нив е следна. Внимателно располагајте со вашиот мачно стекнат имот за кој што вредно и напорно сте работиле со години. Затоа што постојат исклучоци кога не секогаш децата ја возвраќаат во вистинска мера љубовта кон родителите. Затоа родителите треба да бидат внимателни и да си се обезбедат до моментот на нивната смрт финансиски, за да не можат да се најдат во некои непредвидени ситуации, да се најдат, не дај Боже, значи на улица. Тестаментот тоа го возможува и ние како наука се заложуваме да се прошири таа автономија на волја на граѓаните за сметка на правото на нужен дел кој што сега изнесува 1/2, ние предлагаме да изнесува 1/4, значи за да можат граѓаните слободно да располагаат 3/4 со својот расположлив дел со имотот за во случај на смрт. Така, и уште еднаш кога сме кај оваа тема, да резимираме, ќе се обратиме повторно до обичните граѓани. Кажавме дека содржината на монографијата е соопфатна, но мислам дека она што ќе ги интересира поголемиот дел од гледачите кои што не следат, токму оваа монографија може да биде навистина одличен патоказ, доколку се прочита и од обичниот граѓанин, како може да се состави тестамент на правилен начин. Сите патокази, сите правци, содржината, форми, па дури образци се наоѓаат во содржината на оваа монографија, така да граѓаните ќе можат многу лесно по прегледот на овие образци самите да состават тестамент. Доволно е, например, да имаат еден празен лист хартија и пенкало или молив за пишување и да ја изразат својата последна изјава на воја со кој што располагаат со својот имот и на тој начин тоа ќе биде еден полноважен тестамент. Инаку, можеби една од причините поради кои што тестаментот се избегнува е тоа што чести се споровите кои што се водат по смртта на завештателот, кога некои од наследниците нема да бидат задоволни со начинот на кој што завештателот располагал, односно по конкретно кога не добиле ништо од наследството, тие се обидуваат да ја поништат последната изјава на воља. Затоа се бројни судските процеси поврзани со тестаменталната способност на завештателот и затоа бројната судска пракса во оваа монографија ќе биде од голема корист, значи, за судиите при изрекувањето на правдата. Сосема на крајот би кажал дека тестаментот како едностранно правно дело представува и акт преку кој што граѓаните ја изразуваат својата правичност кон своите најблиски лица. Секој да го добие заслуженото. Суум квикве трибуере.
Оној кој што бил добар, да биде награден, оној кој што лошо се однесувал и ги заборавил родителите со години, имало несогласувања, караници, тој да не биде ниту спомнат во тестаментот. Самата книга има символика на последната страница од корицата е една свеќа која што догорува, таа го символизира животот. Човек се раѓа, живее, стекнува имот, стапува во брак, основа семејство, како одат годините, на крајот доаѓа тој крај, кога сакале или ние не сакале, смртта не прави сите еднакви, без разлика дали некој е бизнисмен, дали е политичар или функционер. Mortes omnes faciunt partes, и токму тогаш се размислува, и добро е да се размислува, она што не сме успеале во животот да го направиме, на крајот да оставиме одреден аменет. И токму тука е тој назив, тестамент или по-македонски завештание, кога завештателот остава нешто и порачува на идните генерации, на идните поколенија, нешто да сторат, нешто да направат, и да чуваат. А особено хумано и солидарно е тоа што да го кажеме дека токму по пат на тестамент некои граѓани храбри и за подршка се таквите граѓани кои што оставиле тестамент, со кои што ги донираат и своите органи за да може да помогнат на други луѓе. Професоре, ви благодарам, бидејќи толку ни дозволува времето, само накратко тиквешки правнички денови во интерес на граѓаните, од кога до кога ќе бидат овие денови? По 4-ти пат во Неготино се организираат тиквешките правнички денови. Замислена е идејата тоа да бидат градовите од тиквешијата Неготино, Демиркапија и Кавадарци. Така. Темата е владење на правото или владење на политиката, актуелни прашања во законодавството, мощни актуелни, сите граѓани се засегнати со овие прашања и токму овие 3 дена ќе се говори во Неготино од 27 до 29 на овие актуелни прашања поврзани од кривичното право, од граѓанското и од трговското право. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, секако остануваме во комуникација, доста важни теми имаме. Ви благодарам и на вас и на Националниот сервис кој што секогаш е во служба и во интерес на граѓаните.